Скромен во душа, но со големи остварувања кога станува збор за образованието. Искусно се справува со образовниот систем и храбро ги поместува границите со својата креативност. Умилен меѓу децата и колегите веќе 29 години. Доаѓа од малото, но со огромна душа Свети Николе, каде работи како оделински наставник во основното училиште Свети Кирил и Методи. Животот му отвори уште еден предизвик. Доби можност да ја освои глобалната награда за наставници. Иле Михајловски, единствениот македонец кој влезе во 50 финалисти, оценувани од еминентни судии во конкуренција со повеќе од 5000 номинации од 89 земји од светот. Македонија има со што да се гордее. Целиот настан е организиран од страна на Варки фондацијата од Лондон, поддржана од УНЕСКО и Games Education. Пријавувањето беше во оттекот на месец декември, малку обсежна апликација за работа. Дојдов до таму со тоа што бев номиниран од колеги. Уште се чувствувам и збунето и радосно. Убаво е да представуваш Македонија кај да одиш. Така да и ова според мене е исклучително голем успех во толку номинирани да се најдам во топ 50. Она што најмногу радува е кога ја имаш можноста да си ја представуваш и професијата, и училиштето матично во кое што работиш, градот во кој што живееш и на крајот државата. 2015 година, прв кој некој кој што го проби мразот и беше исто во топ 50, беше моја колешка Весела Богдановиќ од Битола, единствениот и прв представник од Македонија. После 10 години пауза, втор пати се случува ова на Македонија и навистина чувството е убаво. Очигледно е дека големината на местото не е пресудно. Искрено ја не се надевав дека еден скромен наставник од Свети Николе може да стаса до таму. Она што радува е дека да бидеш признаен во овие рамки е признание на се што си работел во текот на својот работен век. Јас сум 29 години во истото матично училиште Свети Кирил и Методи од Свети Николе. Резултатите кои што си ги дал во текот на работниот век, сите твои амбиции, желби, проекти, се она што си го зацртал дека можеш да го сработиш, се докажало дека некаде надвор од државата се вреднува многу повеќе. Значи, ова е избор во кој што 90 еминентни светски судии ги разгледуваат сите апликации и тоа е можеби најдобриот показател дека единствена вредност и цена во проценката на тоа каде се наоѓаше токму трудот и работата. Да бидеме 50 најдобри во светот и да бидеме дел од тоа светско семејство, само по себе огромна чест. Очекувања искрено не знам. Можеби еден дел од мене се надева дека трудот може да постигне повеќе, но скромноста моја како човек прво ми е се уште радост од овие топ 50. Останува да овој период претпоставувам дека ќе имаат одредени побарувања од топ 50 финалистите. Меѓутоа со оглед на тоа дека ова завршува до почетокот на февруари, самата свеченост ќе се одржува од 10 до 13 февруари во Дубај, каде што официјално сме поканети сите топ 50 финалисти. Свесно знам дека ова може да отварат нови врати надвор од држава, но не на ништо на кое што сум особено радосен. Најмногу во тоа светско вмрежување на колеги, размена на идеи, од каде да знаеме какви се идеи ќе донесе и овој успех што е постигнат. Вреден, хуман и професионален во она што го работи. Преку акциите за децата од ранливи категории, на почетокот на училишната година и за секој празник, успева да ја врати насмевката на детското лице, да подари многу љубов и внимание. Јас со години се обидувам преку работата да излезам надвор од рамките на училиштето, со многу идеи кои што мене ме движат. И да, години наназад, веќе традиционално ми се две хуманитарни акции што со години наназад ги правам. Тоа е обезбедување на училишен прибор за деца од социјален ризик, деца без родителска грижа, децата со посебни потреби. И драго ми е што со една мала армија на хумани луѓе се надминува бројката на дечиња за помош надвор од Свети Николе. Од година во година бројките се се поголеми. Пред Нова година беа
беше новогодишната хуманитарна акција во обезбедување на новогодишни пакетчиња, веќе редовно ги поддржувам и дечињата за безродителска грижа во СОС детско село. Меѓутоа пак ќе кажам, сите тие акции се успешни затоа што некој верува во мојата работа и им благодарам на сите хумани луѓе што ми се редовно поддржувачи во група. Јас не раснев со желбата наискрен да бидам наставник. Имам талент за цртање кој што ме водеше со желбата да бидам ликовен уметник или нешто такво. Планот беше ова и ти се универзумот ќе ги подреди коцките и ќе те постави на нешто кое што ќе биде и твоја животна приказна и твоја мисија. И благодарен сум што сум тоа што сум со 29 години работен стаж и да, особена привилегија е да се работи со деца. Во 2019-та Иле беше избран за најдобар наставник на регионалната конференција за најдобри наставници од поранешна Југославија. Ова му даде мотив плюс да биде уште подобар. Како што ке каже и тој, научив дека јас сум моливот. Јас сум тој што ја пишува својата приказна. Не само како наставник, туку и како човек. И колку и да се обидуваат да го избрижат сработеното, тука сум да продолжам да ја пишувам својата успешна приказна.